Христос воскресе, на вистина воскресе. Добро вечер. Празничен дневник на Канал Плюс, а во него ќе гледате. Денес православните христијани го празнуваа најголемиот христијански празник. Освен Великден, денес се празнува и денот на трудот, 1 мај. Туристите за Великден го најдоа својот рај во Берово. Најголемиот дел од посетителите го искористија празничниот викенд за да уживаат во убавините на најисточниот туристички град. Одбележен интернационалниот ден на џез музиката во Штип. Настапија повеќе познати џез имиња од државата. Христовото воскресение е основа на спасението. Тоа е најголемиот и нерадосен настан во историјата. Вчера вечер православните христијани ја дочекаа радосната вест за воскресувањето на Спасителот Исус Христос. Премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев овој ден го помина во родниот град Пробиштип. Да погледнеме како верниците го одбележаа празникот на Истокот. Бењето на камбаните од соборните храмови на Истокот пред полноќ ги повикаа граѓаните масовно да го прослава најголемиот христијански празник Воскресение Христово, Великден. На полноќ митрополитот Брегалнички Господин Иларион од пред платото пред соборниот храм Свети Никола во Штип на присутните верници им го честита најголемиот христијански празник со торжествениот поздрав Христос воскресе, на вистина воскресе. На прв ден Великден во утринските часови во соборниот храм Свети Никола во Штип се објави второто воскресение и читање на Светото Евангелие на повеќе јазици. Неговото превосвештенство митрополитот Брегалнички Господин Иларион упати честитка по повод Великден до сите православни христијани. Христос воскресна, на вистина воскресна, мир и благослов на сите православни христијани кои што живеат во татковината и насекаде во светот. Посакуваме воскреснатиот Бог, кој што со смртта ја победи, кој што на светот и на човечкиот род му даде мир и ослободување од гревовите, нека подари мир и благосостојба во татковината наша. На великденската литургија во соборниот храм Свети Никола присуствуваше председателот на влада за спроведување на изборите Емил Димитриев и од Штип упати честитка до сите православни христијани по повод големиот празник. Христовото воскресение бе поука за сите нас дека само добродетелта и љубовта и разбирањето помеѓу луѓето се нешто кое што треба да го негуваме. Посакувам овој празник да донесе кај сите семејства повеќе љубов и разбирање и со оние што може би имале недоразбирање во минатото, да надладее разумот и позитивната мисла. Овие тешки моменти за Република Македонија, овој празник дојде во вистинско време и се надевам дека по празнувањето овој празник, по духовното исполнување на нашите души кои што го имавме овие денови во нашите цркви и манастири, дека Република Македонија ќе се надмине самата себе и овој проблем и ова криза што ја имаме и дека ќе запловиме во едни мирни води. Вчера вечер за објавувањето на радосната вест за Христовото воскресение, техничкиот премиер Емил Димитриев беше со најблиските во родниот Пробиштип во црквата Успение на Пресвета Богородица. Покрај големиот христијански празник Великден, денес се празнува и денот на трудот 1 мај. Еве што забележа камерата на Канал Плюс. Работниците ширум светот денес го одбележуваат меѓународниот ден на трудот 1 мај. Овој ден се одбележува во знак на почит кон жртвите на штрајкот одржан од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. На овој штрајк, организиран со цел воведување на 8-часовен работен ден, беше употребена сила од страна на полицијата, при што имало и жртви. Подоцна организаторите на штрајкот биле изведени на суд, при што 4 од нив били и погубени. Во знак на почит кон жртвите од штрајкот во Чикаго на својот конгрес во 1889 година, Втората интернационала донесе декларација со која се повикуваат работниците од целиот свет на демонстрации на 1 мај со цел подобрување на својата положба. Овој ден е државен празник во повеќе земји во светот, меѓу кои и во Македонија. Годинава, Сојузот на синдикатите на Македонија ќе го одбележи меѓународниот ден на трудот со кампања за организирање и мобилизирање ново членство, која ќе се реализира во текот на целата година.
Традиционално на истокот, овој ден се одбележува во друштво на најблиските со скара и музика на познатите туристички места. Туристите за Великден го најдоа својот рај во Берово. Најголем дел од посетителите го искористија празничниот викенд и со своите семејства уживаа во убавините на најисточното туристичко градче. Општината Берово за најголемиот христијански празник Великден е една од најбараните туристички дестинации за одмор. Ова го потврди и самите туристи кои за Великден го најдоа својот рај во Берово. Супер е. Вие од каде сте? Од Скопје. И колку често доаѓате во Берово? Па втор пат у животов. Зошто е оваа дестинација? Па не знам, не звучеше интересно. Пред се заради чистиот воздух, пошто сме горе на планина сместени, така. И како сте задоволни до што го гледате ве празнично малку повеќе луѓе? Па многу интересно. Има во секој случај. И се вратите повторно? Да, сигурно. Еве, што сметате? Зошто често доаѓаат кај вас во Берово луѓето баш токму за вакви празници? Убава е природата. Па најмногу луѓето доаѓаат заради најмногу заради топлото време сега за празниците и заради чистиот воздух кој го имаат беровци и се разбира гостопримливоста во Берово. Секој граѓанин има голема гостопримливост во Берово и многу сите сакаат да се развива туризмот во Берово. Берово овие денови ќе бие во пулс во кој што сите сакаме да го видиме. Зошто сите доаѓаат тука еве за вакви празници? Затоа што сметам дека Берово е едно многу убаво туристичко место и дека луѓето тек ќе откриваат што може Берово да понуди. Така да Великден и продолжен викенд, поголема причина нема. Централната прослава за Великден се одржа на плоштадот Димитар Беровски, каде покрај културно-уметничката програма се одржа и надпревар за најубаво украсено великденско јајце, како и избор на популарниот качор за Великден. Инаку туристичките работници тријат раце од присуството на големиот број на туристи. Според нив околу 90% од гостите се македонски државјани, додека останатите 10% се странски туристи. А освен одбележувањето на најголемиот христијански празник, синоќа пред Центарот за култура Ацо Шопов во Штип беше одбележан Интернационалниот ден на џез музиката. Настапија повеќе познати џез имиња од државата, а беше реализиран и омаш за Христо Крстевски, авторот на познатата песна Еден бакнеш, која ја исполнија студенти од Музичката академија. Со настапот на Горан Гешовски трио синоќа во Штип започна одбележувањето на Интернационалниот ден на џез музиката. Тоа се случи нешто после 21 часот, а претходно во текот на денот се одржа работилница која беше реализирана во два дела: основата за свирење гитара и како да се свири гитара. Се трудат сите да го отсвират овој гитариста, оној гитариста. Разговаравме тоа да на некој начин се надевам дека потикнат да прават своја музика, да творат своја музика. Тоа авторско сите ние го имаме, само треба да го разбудиме во нас и да правиме. Со своји авторски композиции меѓу останатите се представи познатиот џез музичар Симон Киселички, кој за одбележувањето на денот на џезот го подготви следново. Сакам да направам една као свита од 4 ставчиња, од 4 става, која секогаш ја нарекувам во тригласни до четворогласни интервенции во простор. Според предвидената програма, професор доктор Блаже Китанов зборуваше за Христо Крстевски, авторот на познатата македонска џез нумера Еден бакнеш, ја испеанина Спирова, а синоќа тоа го стори Марија Докузова во придружба на Филип Динев, студенти од Музичката академија. Освен Киселички и младите надежи, пред присутните се представи уште неколку музички имиња од државата. После Горан Гешовски трио, редоследот на наступувачите беше следниот. Ќе продолжат Еквинокс Джаз Квартет, за подоцна да земе свој настап Симон Киселички со еден соло перформанс, за подоцна да има и джем сешн. Джем сешнот траеше до раните утрински часови. Продолжуваме со настаните што ја одбележаа неделата зад нас. Болеста чвореста кожа го затвори добиточниот пазар во Облешево. Одговорните од Агенцијата за храна и ветеринарство не дозволија влез на било каква стока на пазарот.
Заради превентива од болеста чвореста кожа кај добитокот, Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори добиточниот пазар во Облешево. Неколкумина неупатени сточари кои не знаеа дека пазарот е затворен, дојдоа да продаваат добиток и изненадени од тоа што го затекоа си се вратија назад со добитокот, затоа што одговорните на пазарот не дозволија во него да влезе било каква стока. Како и многу други пазари во Македонија, така и сточниот пазар во Облешево е затворен за продажба на крупен и ситен добиток. Од Агенцијата за храна и ветеринарство не знаеа да кажат до кога ќе биде вака, но сепак само истакнаа дека е затворен превентивно заради појавата на болеста чвореста кожа. Штетите од неработењето на пазарот ќе бидат најголеми за сточарите, велат одговорните на пазарот, и додаваат дека откако пазарот ќе биде отворен, во него ќе може да влезат само говеда со сертификат, а тоа значи дека сточарите во меѓувреме треба да ја вакцинираат стоката и да извадат сертификати издадени од ветеринарни институции. Докторите по ветеринарна медицина велат дека болеста е опасна за добитокот и може да предизвика огромни штети. Станува збор за вирусно заболување кај едриот добиток, значи кај говедата. Пренесувачи вектори на болеста се сите инсекти кои што цицаат крв. Значи комарци, муви, болви, крлежи. Имаме прво покачување на инкубацијскиот период е од 14 до 20 дена. Најпрво имаме покачување на внатрешната телесна температура кај животните, појава на лезии по кожата, значи како чворови, во вид на чворови. Од гледна точка на тоа, значи колку е опасна болеста, станува збор за болест која што нанесува економски штети на сточарството кај нас. Значи, доколку имаме крава која е веќе заболена од чвореста кожа, никогаш таа крава повеќе нема да се врати на претходните параметри на продуктивност. Атанасов додава дека болеста чвореста кожа се уште ја нема во Кочани, но во Македонија е присутна, па затоа превентивата е најважна. Истата не се состои само од затворање на пазарите, туку и во вршење превентивна вакцинација што се врши само во другите земји, се уште не во Македонија. Затоа се препорачува превентивна дезинсекција против инсектите на самите одгледувалишта и да се избегнуваат мочурливи места каде што концентрацијата на муви и комарци е поголема. Во Македонија болеста се јавува за прв пат, а истата не се пренесува кај човекот. За неполни 2 месеци колку што е во употреба дигиталниот мамограф во клиничката болница во Штип, извршени се над 250 мамографски прегледи. Лекарите апелираат жените постари од 40 години вакви прегледи да вршат еднаш на 2 години. За рок од 2 месеци во клиничката болница во Штип се направени над 240 мамографии на мој термин и над 20 скрининг мамографии. Ние 2 дена во неделата работиме скрининг по 10 жени, а 3 дена доаѓаат жени за мамографија кои што ги упатуваат матичните доктори на мој термин. Скринингот значи рано откривање на карцином кај жени кои што се навидум здрави и кои немаат направено мамографија во последните 2 години. Веќе изминативе неколку години се повеќе се зголемува бројот на заболени од карцином на дојка. Оваа болест треба да ја откриеме пред да се јави и биде доцна, вели доктор Джидрова. Но доколку ја откриеме, кои се првичните симптоми и која е превентивата за оваа подмолна болест? Симптомите се болка и грудка во дојката, црвенило, асиметрија во изгледот на дојката, вовлекување на брадавицата, значи тоа се симптоми кога веќе имаме туморска маса и кога е касно за, мислам, и не очекуваме успех. Значи најбитно е пациентките да се јавуваат на редовни превентивни прегледи, а тоа значи на секои 2 години мамографија и еднаш годишно ехотомографија на дојки. Се препорачува секоја жена над 40 години на секои 2 години да врши мамографски прегледи, додека кај помладата популација, кај девојките се препорачува само ехотомографија на дојка.
Инаку со добивањето на новиот современи дигитален мамограф во клиничката болница во Штип, се повеќе расте интересот за закажување на прегледи. 10 пациенти на ден или 50 пациенти неделно можат да направат снимање на рано диагностицирање и скрининг на рак на дојката. Општина Берово избрана за идна локација на која грчката компанија Хелагро ќе отвори свој погон за производство на амбалажа за агропроизводи. Представници на оваа компанија ја посетија и технолошко-индустриската зона во оваа општина. Грчка компанија заинтересирана за инвестиции во Беровско, како дел од владините програми за привлекување на странски инвеститори за изградба на производствени капацитети во Македонија. Градоначалникот на општина Берово Драги Наџински деновиве оствари средба со представници на грчката компанија Хелагро, компанија која работи на производство на амбалажа за агропроизводи, и како што потенцира представниците од грчката компанија, тие се заинтересирани за изградба на капацитет во индустриските зони во земјоделските краеви во Македонија. Градоначалникот во прилог на овој дел потенцираше дека Берово е ридско-планински предел, каде населението пред се занимава со сточарство и земјоделство, а во подеми и развојот на алтернативниот туризам, кој се развива токму поради место-положбата на Берово, богатството на шуми, чистиот воздух, како и се поголемата туристичка понуда. Представниците од компанијата ја посетија и место-положбата на технолошко-индустриската развојна зона Берово, каде досега е изградена само основна инфраструктура, но доколку се одлучат инвеститорите за инвестирање и изградба на капацитет токму во оваа зона, од единицата на локалната самоуправа Берово истакнаа дека ќе се пристапи и кон поврзување на зоната и со секундарна инфраструктура во зависност од потребите на компанијата. Се завршени еден поголем дел од изградбата на инфраструктурните објекти кои треба да бидат градени. Тоа е изградба на колектор за фекална канализација во индустриската зона, доведена е водата за индустриската зона. Се надевам дека во првата половина на 2016 година ова ќе биде се завршено и ќе можеме да ги очекуваме првите инвеститори во истата. Исто така беа посетени и објектите на поранешен огражден во Берово, каде од страна на представниците од општината беа објаснети можностите и условите за купување и на овие објекти за кои има можност да бидат целосно откупени или само дел од нив. Штипскиот музеј е единствен од Македонија кој е номиниран за престижната музејска награда Жива во конкуренција со музеи од балканските држави – Русија, Украина, Чешка, Белорусија и други земји со словенска култура. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип годинава е музејот од Македонија кој е номиниран за престижната награда Жива за најдобар музеј од земјите со словенска култура. Меѓународно жири во септември во Задар, Хрватска, ќе го избере најдобриот музеј, ќе додели награди во неколку категории, а Штипскиот музеј ги задоволува високите критериуми во скоро сите категории. Се работи за одличен музеј со квалитетен стручен тим што се грижи се во музејот да биде поставено, сочувано и изложено според прописите за заштита на едно така големо и толку значајно културно богатство. Со најголемо задоволство пред интернационалното жири ќе го представам Штипскиот музеј, а се надевам дека ќе придонесам токму оваа институција да го добие големото меѓународно признание бидејќи тоа и го заслужува, смета директорката на Југословенскиот историски музеј од Белград, која е втор судија во номинирањето за престижната музејска награда Жива. Музејот во Штип ја заслужува номинацијата за оваа престижна награда, вели директорот Зоран Читкушев. За разлика од другите музеи, значи ние имаме поголем дел на и опфат на работа. Тука спаѓа истражувањата, конзервацијата на недвижното и движното културно наследство, презентацијата. Имаме 4 музејски поставки, имаме работа на конзервација на движно културно наследство. Тука спаѓаат, значи, и спомен куќата на Славчо Стоименски, музеот на ВМРО. Потоа се разликуваме по тоа што работиме и како галерија, ликовна и галериска дејност. Имаме доста квалитетна и, ќе речем, обемна продукција во делот на
публикациите. Сето тоа го прави музеот на еден начин податен да се надпреварува со другите музеи за оваа награда. Наградата Жива е востановена во 2012 година на иницијатива на експерти од Форумот на словенски култури, со цел да се промовира културното наследство на словенските земји и да се заакне соработката и размената на искуства на овој план меѓу земјите од Југоисточна Европа. Признанието Жива е инспирирано од словенската божица на животот, младоста, убавината и виталноста. Минатата година главната награда ја доби музеот Лав Толстој од Јасна Пољана во Русија, а музеот на македонската борба во Скопје доби награда за креативност и интерпретација. Спасувачките служби во Еквадор пронајдоа преживеен 72 годишен маж под урнатините, речиси 2 недели по катастрофалниот земјотрес кој ја погоди јужноамериканската земја, соопштија локалните власти. Екипа спасувачи од Венецуела која е испратена во помош на еквадорските колеги го пронашла преживеаниот Мануел Васкес, кој бил заробен под урнатините од земјотресот, во кој пред 13 дена загинаа над 600 луѓе, соопшти амбасадата на Венецуела во Кито. Старецот бил спасен откако спасувачите слушнале звуци во делумно разурнатата зграда. Васкес бил примен во болница во дезориентирана и дехидрирана состојба, а лекарите утврдиле дека има проблеми со бубрезите и загубил неколку прсти на нозете при потресот со интензитет од 7,8 степени. Штетите што ги предизвика земјотресот се проценети на $3 милиарди. Чешка за неколку месеци ќе ги постави односите со Куба на повисоко ниво и по пауза неколку години ќе именува амбасадор во таа земја, изјави министерот за надворешни работи Лубомир Заорлак. Односите меѓу двете земји беа заладени долги години, бидејќи Прага жестоко го критикуваше кршењето на човековите права во Куба, а последните години тој притисок се намалува, јави дописникот на МИА од Прага. Американскиот председател Барак Обама именуваше жена за дека на Американската воена академија Вест Поинт, што е првпат во долгата 216 годишна историја на оваа институција. Функцијата ќе извршува Синди Джеб, која исто така дипломирала на Вест Поинт. Нејзината номинација треба уште да ја потврди и Американскиот сенат. Джеб моментално ја води катедрата за општествени науки на Воената академија. Жените се повеќе имаат важна улога во американската армија и сочинуваат околу 15% од персоналот. Фудбалерите на Вардар ги дели еден бод од освојувањето на шампионската титула откако во 30-тото коло славеа во Кратово против Силекс од 2-1. Победи во ова коло забележа и Шкендија, односно Работнички. Вардар до победата во Кратово стигна со головите на Филипе во првото и Керан во второто полувреме. Единствениот гол за Силекс го постигна Иванов на самиот старт од вториот дел. Шкендија со головите на Јуфо и Ибрими ја победи Брегалница, додека Алти Пермаковски му донесе триумф на Работнички во Чаир против Шкупи. Резултати од првата македонска фудбалска лига плей-оф фаза: Силекс Вардар 1-2, Шкупи Работнички 0-1, Шкендија Брегалница 3-0. Табела: прво место Вардар со 74 бода, Шкендија втора со 69, трет Силекс со 43 бода, Работнички четврт со 42, пети е Шкупи со 38, на петото и шестото место е Брегалница со 33 бода. Резултати од плей-аут фазата: Металург Хоризонт Турново 0-4, Ренова Младост СД 4-2. Табелата изгледа вака: Хоризонт Турново 40, Ренова 38 бода, Младост 19 и Металург 16 бода. Македонската репрезентација до 18 години ја совлада Украина со 1-0 на турнирот Словачка куп и го освои петото место на традиционалниот турнир. Давор Здравковски од пенал во 50-та минута го постигна голот за победа на нашата репрезентација, откако Ердон Даци претходно беше соборен во 16-никот. Македонија на овој надпревар прикажа убедливо најдобра игра на турнирот и заслужено се радуваше. Турнирот го освои репрезентацијата на САД, која во финалето ја победи Русија. Ова беше се во ова празнично издание на Дневникот на Канал Плюс. Останете на оваа фреквенција и имајте убава вечер.